Gužva, галама, FM Врева. На радио Слободна Македонија. Еве малку врева има, меѓутоа и насловот на емисијата FM Врева на брановите на Радио Слободна Македонија. Добар ден и добре дојдовте во разговорот кој е снима на 21, меѓутоа ќе се емитува на 22/4 година 2015, а разговорот ќе го реализираме заради тоа што парни ваљак на 16 мај доаѓаат во Скопје за да прослават цели 40 години од своето основање. Инаку концертната турнеја по повод 40-тиот роден ден веќе стартува на 14 февруари во Бања Лука. Инаку парни ваљак најавија спектакуларна концертна турнеја со која ќе посет или ќе не подсетат всушност зошто цели 40 години го држат тронот на регионалниот рок. Влезниците за концертот на парни ваљак во Скопје, само да подсетиме, веќе се пуштени во продажба, цените не ги кажуваме, меѓутоа затоа им кажеме добар ден и добре дојдовте во FM Врева на тројца членови на бендот, на клавиатуристот, гитаристот и на фронтменот, односно на лид вокалистот. Тука се Беро, Брк и Аки. Добре дојдовте, момци. Како се чувствувате во радиото Слободна Македонија, во FM Врева и во Скопје? Супер, добар ден. Добар ден. На тебе и на вашите слушатели. Драго ми е дека сме тука, имаме многу добар поглед на Бела куќа или на влада на Република Македонија. Фантастично изгледа. И сончно е, убаво е и драго ни е, мило ни е што сме повторно тука. Ја во своје Скопје, а они исто во своје Скопје. Така, сите сме во нашето Скопје. Бендот е формиран во Загреб во 75-та година. Првиот албум "Доđite на шоу" го реализиравте во 76-та, а последниот нема предаја во 2013 година. Не се предавате, но што правевте во меѓувреме? Значи, колку всушност и колку вкупно албум имате издадено? Имате ли набројано, дали водите нека евиденција, колку вкупно досега шоуа, колку вкупно досега концерти имате реализирано во вашата 40 годишна кариера? Професоре, просим лепо. Повелете. Teško da ću reći točno koliko koncerata je održano, jer su to nekakve ogromne cifre. Da, ogromne cifre, ali sigurno jako puno u ovih 40 godina. Ne znam koji je to broj. A koliko albuma? Значи имате вкупно 18 студиски албуми, така? Da. Имате и концертни албуми, имате лайв Imamo, албуми, имате da, imamo компилации. nekoliko live. Da. Има тука и многу пиратски изданија, не знам број. Ali to ne znamo. Здравје Божа. Сега вака, значи во 2005 година направивте своевидна пауза по одбележувањето на 30 годишнината од вашето постоење. Направивте своевидна пауза, меѓутоа гледав и слушав некој интервјуа, велите ваљакот ќе го ставиме во гаража на топло, на суво, за да му биде пријатно, или ќе го ставиме во музеот на великаните, меѓутоа решивте ваљакот повторно да го извадите и да го натирате да гази онака рокерски на тлото на цела предсе некогаш на Југославија. Што ве натера да се разидете, што ве натера да се ставите на стендбај во 2005 година и кои беа причините кои што ве натера да се вратите на музичката сцена во 2009? Повелате? Господин Бенес. Da. Клавиатуристот на бендот. Sad teško se vratiti u to vrijeme 2005. kad smo se kao stavili u tu garažu na toplo i suho, što ste rekli. Ali nekako je taj period nakon tih 30 godina jednostavno više ni sami nismo znali kuda bi, kako, trebao nam je taj jedan malo odmak vremena da se jednostavno da svako krene u neke svoje projekte, da se malo neki drugi horizonti otvore, da bi onda nakon 4 i nešto godina shvatili da zapravo ne možemo jedni bez drugih. Дали во тие 4 години се слушавте телефонски, дали се гледавте, дали пиевте по едно кафе месечно? Pa vidjeli smo se dosta često, čak neki od nas smo zajedno ipak radili i svirali zajedno, iako nije to bio valjak. Mislim, svako od nas je nešto, Aki imao svoj solo album, ja sam imao svoj album, Bero je sudjelovao Akiju na albumu, poslije sudjelovao sa mnom u ovim nekakvim koncertima, aktivnostima. Znači, mislim, Bero i ja smo inače i kumovi međusobno, tako da sigurno se nismo
u tom smislu razilazili, ali bend je došao do nekakvog kraja, nečeg činilo nam se da dalje u tom okruženju da više nema smisla. U svakom slučaju ta pauza zapravo iskreno nismo ni doživljavali, ja mislim kao pauzu, nego ipak kao nešto što je kao kraj, jer nam se činilo da bolje zaustavimo bend dok je još uvijek velik, nego da nas neko prisili da moramo spuštati nekakve naše standarde, a mislim da smo mi uvijek držali do toga maksimalno, da je uvijek produkcija bila vrhunska, da je sve bilo najjače i nekako smo zaključili da je bolje zaustaviti nego ići u nešto što nam se ne bi sviđalo. Меѓутоа во 2009-та тргнавте напред, во 2013-та веќе објавивте сосема нов студиски албум, 18-ти во вашата дискографија. Сега кога сме кај сума сумарумот, односно кај дискографијата, што тоа точно ќе изведете на Скопскиот концерт на 16 мај, прославувајќи 40 години од своето постоење? Всушност, можете ли да откриете некоја ситно малечко деталче кое што ќе биде поврзано со концертот? Дали го имате веќе трак листингот на она што ќе биде? Не само ништо скрива така. Nećemo ovoga. Pa gledaj, mislim deka koga se slavi ta nekakva godišnjica 40 godine je moram da kažem zavidna brojka i mislim deka u ovije 10 godini koliko ne bevme prisutni na scenata u Skopje, dojdo i jedna nova generacija stasa od tije deca koji go sakat parni valjak i koji se prv pat ke go vidat uživo. I definitivno ono što će biti na koncertu, to će biti jedan presek na tije 40 godini od sekoja dekada, oni je pesni koji ga obilježili sekoja dekada. Vaš je koncentrat. Pa tako, najubavo rečeno jedan koncentrat na naša ta dugogodišnja karijera. I dobro, ta zadnja faza, koliko ne smo bili 10 godini, izdadovme i toj virtualen album, nema predaje, ali u svega slučaju ono što je garancija i uvijek se znaje za valjak, dobar koncert i jedna dobra zabava i zajedno ki gi proslavime našite i vašite 40 godini su parni valjak. Така, добро, никој помалку. Меѓутоа, како и така, оние кои пратат генерацијата, не? Така, луѓето кои што пораснале со вашата музика и вашата музика на некаков начин се предава од колено на колено, од мајка на керка и така натаму. Например, јас имам песни кои што од мајка ми ги имам научена токму од парни ваљак, се нисум знаела долго време дека се, меѓутоа сум се ги потпевнувала, ми влегле таму некаде во подсвест и тоа било се благодарение на нашите родители кои се влюбувале и едноставно живееле заедно со вашата музика, па тоа се пренесува на едни, други, трети генерации и така натаму. Кога сме кај генерациите, почитувани мои гости, имате ли своевидна бројка од колку до колку години се вашите фанови, односно кога ќе погледнете во публиката, забележувате ли деца, забележувате ли 20 годишници, 30 годишници или пак можеби само генерации кои што пораснале со вашата музика или се влюбувале на вашата музика? Имате ли евиденција, водите ли од колку до колку години е вашата публика? Да, е на нашим концертима jedan толку широк спектар godišnjaka od ono najmanjih pa do već poznijih godina ljudi koji se... Čak i starijih od nas, ne? Puno starijih. Koji se ne libe doći jer znaju da je uvijek dobra atmosfera i da će otići sretni i zadovoljni sa... Evo, deneska baš ko befme u osnovnu školu Kristijan Todorovski Karpoš. Така е. И децата не дочека, денеска баш засадивме едно дрво, а ќе се засадат уште 40 околу школата во наша чест на 40 години на парни ваљак, а и утре е денот на планетата, така да е една убава акција еколошка и тие деца, не знам, од 5 можда до 8 оделение, сите не дочекаа со све еш мирише на њу и ја одсвире и одпеа. И тоа е таа убави на што ние имаме и понатака желба да идеме понатака ради тие деца, а и заради генерацијата
jer naš život je pesnata i to je povrzana su našата publika. Кога сме кај песната кај публиката, кои песни најчесто ги бара публиката од вас? Дали може би ви даваат некоја ливче или пак ви довикуваат? Која песна најчесто ви ја довикуваат? Dobro, секој Која концерт. песна најчесто ја бараат и која публика ја не знам во Љубљана, која песна најчесто сака да ја чујат во Скопје? Која? Повелете. Pa to imate pravo, u Ljubljana možda, ali 80 do 90% je repertoar svegde isti, identičan i така, ali imаме голем опус на песни. Кога ќе завршиме концертот, онда зада, па зашто нисте ову песну, зашто не сте оваа песна? Па ќе биде следен пат, не можеш све, не. Кога би све отсвирале, би требале едно 3 дена и 3 ноки со ланч пакети и така работа. Така. И сега ваљакот си возен или од Вардар па си до Триглав во сите насоки, во сите правци и така натаму. Каде најубаво ве прифаќаат? Дали, не знам, во Словенија, во Србија, во Хрватска, во Босна? Не знам, ние имаме една среќа да сме генерација од тамо од 70 75-та, таа генерација и мислам дека е тоа најплодоносно време што се кога ќе видите и бело дугме и парни ваљак, риблја чорба, леби сол, оставија многу убав опус на песни, големо благо на песни. Така да ние имаме таа сегде сме добро примени. Ја никогаш не можам да кажам оваа публика е болја, оваа не, едноставно има само една реченица. Не постои лоша публика, постои само лош извоđач, лош пејач. Публиката е секогаш добра кога ќе добие она што доаѓа на тие концерти. Кога сме кај пејачот, вас се уште ве поистоветуваат со Мик Джегер, веројатно заради таа енергија, веројатно заради таа магија која што ја пренесувате на сцена и со која што буквално заведувате секој присутен да го држи погледот насочен кон вас и да разменува енергија заедно со вас. Дали ви е комплимент кога ќе ве споредат со Мик Джегер и дали во последно време се уште ве споредуваат со фронтменот на Rolling Добро, мање више ради покрити, ради темпераментот на бината сме слични со Джегер, али тоа ми е голема чест да ме успоредуваат со Джегер, али Джегер е единствен, а или Аки е единствен. Аки е чудо. Така. Хус во една прилика во едно интервју вели Аки е најголемата душа на овие балкански простори. И тоа исто така комплимент. Да, голем комплимент. Па мислам дека песна без душа е само мртво зборче на хартијата. Си уште се чувствувате како месендер на Хус? Како гласникот на Хус, велите Хус преку мене? Мислам дека е нормално. Фала му на Господ што Хус не знае да пее, иначе ја не би пеел. Он најубаво ги презентира, а болje да не слушнете како ги презентира песните. Постоите 40 години. Не, тоа е еден спој, една симбиоза, не само јако пејач и ко неков гласноговорник. Сите сме ние тука гласноговорници на песната. На рокот. На песната. На песната. Ќе се направи песна, ние сите работиме во служба на песната, да работиме. Така, Она што го произведуваме. Маријан со своето умеќе и со твојата душа која дава низ гитара, Беро кроз своите клавиатури. Значи сите во составот онака делуваме со своје искуство и со своји емоции да ја обогатиме песната и да добие една форма која на крајот на краиштата ќе ни се допадне и можеме да ја пуштиме во етер. Да летне. И да допре до сите кои што имаат отворена душа. А тоа е скуп на емоции, на нас сите 6. Ал дал се тоа изражени кроз моје пење или кроз негова ритамот гитара, на неговата или гитара, неговите клавиатури така натаму така. Секој се изразува себе си, секој се доловува себе си на најбрилјантниот возможен. И тоа е една симбиоза. Ваљак е едно големо семејство. И као луѓе и као музичари предолго сме заедно да едноставно не се кликаме, знаеш, ќе донесе Хус песна, па ќе седнеме сите, па знаеме и да си скараме, ал
Секој Креативен пат, хаос е тоа. Па да, али тоа се караници креативни, не? Така, Ја, конструктивни. конструктивни, така. Е сега кога сме кај конструктивност, дека 40-те години навистина е завидна бројката и навистина е завидна веројатно и дисциплината и пријателството кои што ве спојуваат цели 40 години. Дисциплината кај мене малку помалку. Што всушност ве држи? Пријателството ли ве држи? Љубовта кон музиката? Што ве држи заедно цели 40 години? Се е тоа споено. Во Ваљак секогаш прво влегувале луѓе, а после се гледало на некои свирачки умејќа и таква работа. Оно важно е да ко луѓе се можеме... намирисате, што велиме ние во Македонија. Така е, да се намирисаме, да. И тоа го држи Ваљак толку долго години. Тешко е да... И секој кој соработувал као гости на концерти, на албумите кои сме ги снимале, никогаш не се чувствувал ко странец, ко страно тело, него едноставно се впливува, заедно е со нас, се чувствува ко дел на тоа семејство. И тоа е големината на Парни Ваљак. Вие многу често знаете да кажете дека вие заедно со публиката всушност е Ваљакот кој едноставно ја врти музиката. Никогаш не сте кажале ние петорица, шесторици или колку и да сте на сцена сме Ваљак, туку велите ние заедно со публиката сме заедно Ваљак и го тркаваме Ваљакот на среќата. Ако немате поврат од публиката, онда останувате само 6 луѓе на бина, онда сме сами. А овака, након првата песна веќе нема Ваљак и публика, него постои голем Ваљак. И тоа е убавината. Како се чувствувате кога, не знам, 5000 публика во еден глас ги пее, диша со вас, ги пее вашите песни? Какво е чувството? Може ли, постои ли збор со кој што тоа може да се објасни или треба да се седне па на гитара тоа да се изрази или на клавиатури? Da. Pa to je jedan nezamjenjiv osjećaj kad se doživi ta energija koja... Што чувствувате? Еуфорија? Како да скокате банџи? Како се чувствувате? Ispunjeno, potpuno ispunjeno i mislim to je smisao ono što mi stvaramo kroz te pjesme i onda kad ih možemo izvoditi uživo i prenositi publici i kad dobijemo taj feedback od njih nazad, onda se to sve stopi u kompaktna cilina, narečena izvedba na pisma. I to je stvarno jedan osjećaj koji je Ma teško je da se opiše, mislim, trebaš da se kačiš со мене горе на бина. Нема проблем, и onda prvo ќе осетиш еден голем страв, што е нормално за некој кој не е стално на бина, али која ќе осетиш таа една добра вибрација, таа енергија која ти ја враќа публиката, onda воопшто губиш било каков појам на страв, него уживаш во она што се успел да направиш и да таква количина на луѓе го прифаќаат. Го фаќаш ритмот, ухвати ритам, како што имате една композиција. Сега, 40 години никогаш си денеска, значи кога некој прославува 30-40 години постоење, обично го прашуваат како беше кога почнувавте, во каква средина почнувавте, какво беше тлото тогаш, а какво е сега? Можеме ли да направиме една компарација, една паралела 2015-75 година во поглед на рокот и некогашните југословенски на самиот почеток, кажев, таа наша генерација која сме тргнале дефинитивно не само у Хрватска, не само у Србија, него од Македонија до Словенија, таа наша генерација je gradena na Rolling Stonesi, na Beatlesi, na Led Zeppelin, na Pink Floyd, tako da ima тој сензибилитет на некој начин. Нас тогаш ни беше многу полесно да свириме и да се прикажуваме него денеска. Денеска е и етерот презатрпан од сите могучи работи, што треба и не треба се врти, али нажалост тоа е така. Али голема е разлика, само е разликата во тоа што не ќе да кажем дека ние преживеавме, него ние останавме чврсти и секој пат се докажувавме дека можеме да идеме напред, а тоа се нашите песни. Така.
Гледајќи напред, значи во догледна иднина, поточно во овие 365 дена наречени година 2015, вие ќе го возите валјакот низ цела бивша Југославија, прославувајќи 40 години од своето постоење. Имате ли во план колку точно концертни шоуа ќе реализирате од оваа година па се до декември месец и дали всушност планирате нов студиски проект и кога би било тоа, кога би го објавиле? Повелете? Pa zapravo ne znam točno koliko ćemo koncerata odraditi. U Hrvatskoj vjerojatno jedno 4, osim ovdje Skoplja, mislim nešto, ne znam da li će u Makedoniji još biti, ali sigurno ćemo raditi Beograd, radit ćemo Ljubljanu, radit ćemo Maribor vjerojatno i ne znam zapravo točan broj, ali sve veće gradove ćemo sigurno obići, možda ne sad u ovom prvom naletu, ali vjerojatno će se i ta slavljenička turneja i prenijeti i u sljedeću godinu, jer neće se ni stići možda sve obići. A što se tiče novog albuma, zapravo novih pjesama koje smo već počeli raditi, i vrlo brzo će izaći novi singl i to će biti još jedan dodatni poticaj i nama za taj 19. studijski album, koji za сега nema ime. Pa on će se dogoditi u nekom momentu, ali za sad o tom ne razmišljamo, jer ipak je evo sad tih 40 godina neki prioritet. На 16 мај ќе ве видиме во Скопје, не го откривате што точно ќе се случува, ние го почитуваме тој, затоа нема да инсистираме да ни откриете некоја тајна, затоа не би била тајна, така? Ма нема никакви тајни. Што очекувате од себе си, што очекувате од публиката на самиот крај? Ова нека биде последно прашање на кое што сакам сите тројца да ми одговорите. Бера, Брк, Јаки. Којим редом? Како сакате, кој е подготвен прв? Ево, Брк. Ja se nadam i vjerujem da će biti puno ljudi, da će uživati u koncertu i naravno mi ćemo uživati u zajedničkom druženju i da ćemo na prekrasan način obilježiti ovih 40 godina. Ja nemam što da zboram, ja znam što je Skopje, znam što je Makedonija, to je ljubav, valjak, Makedonija ne je problem, pogotovo Skopje. I na kraju Klavije Turistat. Ja sam uzbuđen zbog Akija, jer ovo je njegov grad, on je ovdje doma isto tako i znam da mu to puno znači i nekako osjećam zbog toga dodatni motiv za taj koncert da bude stvarno najbolji. Веќе ни правите еуфорија, веќе ни правите со нетрпеливост да ги одбројуваме деновите до 16 мај, кога ќе настапите по цели 10 години повторно пред скопската и македонската публика. Момци, ви благодарам многу што бевте дел од FM Врива. Срдечен поздрав. Ние ви благодариме што одвоивте време за нас. Гужва, галама, FM Врева. На радио Слободна Македонија.